Денеска градот Скопје започнува со дистрибуција на 50.000 заштитни маски кои што ги примивме од збратимениот град Нанчанг од Кина. Дозволете ми во оваа прилика да изразам голема благодарност на граѓаните на градот Нанчанг и мојот колега Хуан Шинџин за оваа донација кон збратимениот град. Да заблагодарам на амбасадата на Народна република Кина која што помогна во интензивната комуникација која што имавме, како и да заблагодарам на владата на Република Северна Македонија за логистиката која што имавме во транспортот на овие маски, бидејќи транспортот во овој момент можеби е една од најтешките работи што може да ја завршите кога ќе примите донацијата. Градот Скопје прими околу 50.000 заштитни маски. Денеска символично, да речем, започнуваме со таа дистрибуција и на градската болница 8 септември, на инфективното оделение, на раководителот господин Каламариски предадеме 2000 заштитни маски за вработените во инфективното оделение. Дел од маските во соработка со градските служби, Министерството за здравство градот Скопје ќе бидат или ќе завршат како финална дестинација во здравствените институции кои што се наоѓаат на територијата на нашиот град и ќе бидат употребени за јавните служби во нашиот град. Ова е време во кое што сите мораме да се грижиме за здравјето на здравствените работници пред се, со цел да истите бидат во состојба да помогнат на луѓето во ова светска пандемија во која што се наоѓа целиот свет. Утре символично 1 мај, ден на работниците, дозволете да го посветиме 1 мај токму на здравствените работници. Замолувам граѓаните да останат дома, да се придржуваат до мерките. Уште многу малку ни останува, веќе полека излегуваме од овој пик и иако е времето убаво, иако веројатно не ни е природно поведението кое што се бара од нас како луѓе, човечкиот карактер е таков, дружелюбив, сепак да издржиме уште малку, да се придржуваме до овие мерки со цел да можеме што побрзо и поедноставно да излеземе од епидемијата. Благодарност уште еднаш за оваа донација, се надевам, убеден сум всушност дека ќе заврши во правите раце со цел да помогнеме на вработените во градската болница 8 септември да излезат здрави од овој процес и да не ги доведуваме во непосредна опасност. Благодарам. Би сакала пред се во име на нашата институција да се заблагодарам за оваа донација и би кажала и благороден гест кој што допринесува и понатаму нашиот целокупен здравствен персонал и понатаму да биде во една добра општа здравствена кондиција, а со тоа да можеме да придонесеме и понатаму во адекватна терапија на сите пациенти кои што се кај нас. Уште еднаш едно големо благодарам на оваа донација и се надевам дека и понатаму ќе имаме донации кои што ќе ни помогнат. Благодарам.